Дождовите кои деновиве паѓаат со слаб и умерен интензитет нема значително да ја подобрат хидролошката состојба, бидејќи мерењата на водотеците кои се влеваат во акумулациите бележат само мало зголемување. Тоа значи дека остануваат корекциите на следбениот план и тука засега нема ништо да се менува. Во водостопарство Брегалница се загрижени поради ваквата состојба и со доза на страв гледат на предстојната наводнителна сезона. Водостојот моментален во сите реки и покрај овие дождови, овие денови е многу мал, така да при денешна обиколка во село Грдовци кај гумената брана, речиси воопшто и да немаше вода. Денес ќе биде најверојатно крената до крајот на денот и гумената брана, ќе се собери она вода, количина на вода која што малку протекува во тој дел и се надеваме дека овие 2-3 дена барем нешто ќе падне вода преку дождови која што ќе моменталната ситуација стабилизира до некаде. Би сакал да нагласам дека сите реки во моментот и покрај дождовите се многу слаби. Тоа го нагласувам бидејќи очекувавме дека ќе се зголеми водостојот, меѓутоа за жал не се случи. Исто така и браната Калиманци, протокот во самата брана Калиманци е незначително зголемен од 2 кубика на рек кои си 2,9 кубика, кој што за овој период на годината е многу слаб. Денове вработените во водоподружницата Брегалница се ангажирани на зафаќање бентови, активирање на гумените брани и други зафади за пренасочување на водите од реките во полињата, се со цел што побрзо да се наполнат нивите и да се изврши сидбата. Водостопанство Брегалница Кочани во овој момент има пуштено вода во следниве атари. Во атарот на село Оризари, во место викано Раец, каде веќе е пуштена водата пред една недела и се врши самото наводнување на оризовите полиња. Во место викано Слатина, тоа е као Кочани, веќе и таму е до пола завршено со самото наводнување. Вчера ја зафативме водата во Кочанска река, кај местото викано Судот, и од неа се врши наводнување на полињата во место викано Сазлак и Балиново. Во тек е исто така и припрема за наводнување во другите реки и тоа се одвива под однапред предвидени планови. Кочанска река е фанам бенто лаката, облешеска и сега денеска се работи на Кочанска река, на бенто во Теранци. Од Теранскиот бент ки се наводнува као Теранци, као Облешево. Моментално е водата многу слаба за наводнување и Брегалница нивото е симнато и Кочанска река. Земјоделците барат од водостопарство Брегалница да се ангажираат дополнителен број работници и водари кои ќе го регулираат наводнувањето и ќе спречат земјоделците сами да пуштаат вода кога и колку ќе посакаат. Апелирам до водостопанство на Република Македонија да тука појачат още 30-40 души и во полето да нема кој како што сака да пушта водата, него да се има водари и тие водари добијат прести на терен. Водата од акумулацијата Калиманци ќе биде пуштена на почетокот на мај, кога практично максимално ќе се интензивира сидбената кампања, се со цел да се реализира во оптималните рокови до 15 односно 20 мај.